Здраво, деца! Денеска ќе зборуваме за Марија Монтесори, една неверојатна девојка која направи револуција во светот на образованието со својот наставен метод. Децата се љубопитни по природа. Целиот свет за нив е откритие. Поради оваа причина најубавиот подарок кој може да го добијат од нивните учители е да научат да ја одржат жива нивната љубопитност. За жал, ова не се случува секогаш во училиштата денес, а пред 150 години се случуваше навистина ретко. Во мое време девојките не смееа да ги следат нивните интереси, а да не зборуваме за научни предмети. Кога ја спомнав темата дома, татко ми се налути многу. Да не си помислила на тоа, ќе станеш учителка, а подоцна добра сопруга и мајка, како што прави секоја добро воспитана млада дама. И со тоа стави крај на дискусијата. За среќа, се покажав како многу потврдоглава од него. Човек мора да биде во чекор со времето, му одговорив. Дури и папата вели дека на жените треба да им биде дозволено да станат доктори. Кога ги слушнаа овие зборови, моите сакани родители попуштија. За волја на вистината, не беше воопшто лесно да се посетува универзитет во кој сите студенти беа мажи. Можев да влезам во предавалните само откако ќе влезеа машките. И седев во ќошот, соочувајќи се со нивното подбивање и со недоверливоста на предавачите. И покрај се успеав. Во 1896 година станав третата жена во Италија која дипломираше невропсихијатрија со највисоки почести. Татко ми бескрајно се гордееше на таквото постигнување. Веднаш почнав да работам во болница во Рим со деца кои во мое време беа омаловажувачки нарекувани ненормални или ретардирани. Колку грдо звучеа тие зборови. Во моите очи тоа беа само малечки деца на кои им требаше љубов и образование. И покрај нивната состојба. Јас, како жена, во комбинација со мојата образовна заднина, правев чуда. Тие деца ми веруваа и нивната инстинктивна интелигенција цутеше како цвет. Тогаш ми текна дека би можела да ги испробам тие концепти и со други деца. Смислив нов наставен метод. Го тестирав во 1907 година во детската куќа, првото училиште кое го основав. Станав се поуверена дека децата на училишта заслужуваат почит и внимание, и покрај соодветните и различни пристапи за секој од нив. Исто така, клупите требаше да бидат според нивната висина, предметите лесни за ракување без помош од возрасен. Учителите требаше да зборуваат малку, а многу да наблюдуваат, да даваат сосема малку домашно, кој учениците го завршуваат според нивна желба и во време кога им одговара. Тивки учители и деца слободни да си играат, тоа беше револуција. Во Италија и во странство едно по друго почнаа да се основаат стотици училишта кои го следаа мојот систем. Патував насекаде за да објаснам се за најдобриот начин на негова примена. Целта не беше само да се подобрат способностите за учење на децата, туку исто така да им се помогне да растат, чувствувајќи се смирено, безбедно и креативно. На овој начин тие ќе станат одговорни, возрасни поединци, кои еден ден во целиот свет и сите заедно ќе помогнат да се изгради мир. Многу поранешни ученици од Монтесори училиштата станаа нобеловци, познати бизнисмени, економисти или филмски звезди. Верувам дека тие едноставно само останале енергични и љубопитни индивидуи. На децата се во животот им е интересно. И ако училиштето успее да ги фасцинира, како возрасни тие нема да загубат желбата за учење. Сакаш да бидеш како Марија? Следи ги храбро своите избори и ќе ја најдеш силата да ги промениш нештата.